Македонски светители. Месец март. Свети Порфири, архиепископ на Газа. Се празнува на 11 март Нов стил или 26 февруари Стар стил. Свети Порфири, архиепископот на Газа, бил роден околу 346 година во Солун, Македонија. Неговите родители биле богати луѓе и тоа му овозможило на Свети Порфири да добие добро образование. Имајќи склоност кон монашкиот живот, откако наполнил 20 години, го напуштил богатиот семеен дом и родната Македонија и заминал во Египет. Таму извесно време се подвизувал на Нитриската планина под раководство на Свети Макари Велики, а подоцна, заедно со блажениот Јероним, кој во тоа време ги посетувал египетските манастири, отишол на поклонение во Ерусалим, пошто се населил во пустината Јордан, продолжувајќи го својот подвижнички живот. Таму Свети Порфири тешко се разболел и замолил еден свој познаник да го одведе во Ерусалим, каде ползејќи со огромни болки во стомакот, ги посетувал светите места. Еден ден, кога лежал целосно расслабен и изнемоштен во подножјето на Голгота, Господ го посетил својот слуга во спасоносен сон. Свети Порфири го видел Исус Христос како слегува од крстот и му се обраќа со зборовите: "Прими го ова дрво и чувај го." Кога се разбудил, се почувствувал здрав. Набргу се исполниле зборовите на Спасителот. Ерусалимскиот патриарх го ракоположил Свети Порфири во презвитер и го поставил за чувар на светото дрво, чесниот Господов крст. Во тоа време Свети Порфири го добил од Солун и својот дел од родителското наследство, 4000 златници, кои им ги поделил на сиромашните и на Божите храмови. Во 395 година починал епископот на градот Газа во Палестина. Локалните христијани отишле во Кесарија кај митрополитот Јован со барање да им назначи нов епископ, кој би можел да им се спротивстави на паганите кои преовладувале во нивниот град и ги угнетувале христијаните. Господ го вдахнал митрополитот да го избере ерусалимскиот презвитер Порфири. Со страх и трепет, подвижникот го примил архиерескиот чин, со солзи му се поклонил на животворното дрво и заминал во Газа да го исполни своето ново послушание. Во Газа открил само 3 христијански цркви и многу пагански храмови и идоли. Во тоа време имало недостиг на дожд и голема суша. Жреците им принесувале жртви на своите идоли, но несреќата не престанувала. Свети Порфири им одредил пост на сите христијани, послужил се ноќно бдение и со крстоносна поворка го поминал целиот град. Веднаш небото се исполнило со облаци, загрмело и заврнал силен дожд. Гледајќи такво чудо, многу пагани извикале: "Само Христос е вистинскиот Бог." По овој настан на црквата и се приклучиле стотици луѓе кои го примиле светото крштение. Меѓутоа, паганите продолжиле да ги угнетуваат христијаните, ги отстранувале од јавните позиции и ги оптоварувале со даноци. Свети Порфири и митрополитот Јован Кесариски отишле во Константинопол да побараат заштита од царот. Таму биле примени од Свети Јован Златоуст, кој веднаш се обидел да им помогне. Свети Јован и Свети Порфири биле представени пред царицата Евдоксија, која во тоа време очекувала дете. "Помогни ни," и рекле епископите на царицата, "и Господ ќе ти испрати син кој ќе се зацари во текот на твојот живот." Евдоксија многу сакала да има син, бидејќи претходно и се раѓале само ќерки. И навистина, по молитвите на светителите, во царското семејство се родил наследник. Во 401 година следел царскиот декрет за уништување на идолските храмови во Газа и давање привилегии на христијаните. Покрај тоа, царицата им дала на светителите средства за изградба на нов храм,
koji bil izgraden во Газа на местото на главниот стар храм. До крајот на својот живот, Свети Порфири успел целосно да го утврди христијанството во Газа и да го заштити своето стадо од угнетувањето на паганите. Во неговите молитви се случувале многубројни чудеса и исцеленија. Цели 25 години архипастирот го поучувал словесното стадо и се упокоил на подмината возраст околу 420 година. Свети Порфири е еден од македонците кои ја носеле одговорната титула епископ, действувајќи надвор од Македонија. Ние, од неговиот род, со љубов го славиме и му се молиме. Свети Оче Порфири, моли го Бога за нас. Свети Агатангел Битолски се празнува на 12 март Нов стил или 27 февруари Стар стил. Овој свет маченик пострадал од агаријаните во 1727 година. На кивотот во кој се чува неговата чесна глава е запишано: оваа света глава му припаѓа на новомаченикот Агатангел, кој што маченички пострада во 1727 година од следнава причина, кога сите агаријани, имајќи си зол обичај во 3 дена на Бајрам, да го потурчуваат секој христијанин што ќе го најдеа, тој не можеше да го поднесе тоа, па замина во царскиот сарај, притоа сочинувајќи и ферман и со Божјо содејство тие попуштија. Оние пак кои не го поднесоа ова, го убија. Агатангел бил младич на околу 18 години, по потекло од Лерин, кој работел како чевлар во Битола. Поттикнат од благодатта Божја, тој отишол во царскиот сарај и со богомудри зборови пред турските големци се заложил да прекине насилното исламизирање на невините христијани за време на Бајрам. Со содејство Божјо, светителот успел да најде милост пред агаријанските првенци и тие го укинале гонењето на христијаните на Бајрам, издавајќи и ферман за таа своја одлука. Но за да ја открие вистинската верност на својот ревнител Агатангел, Бог допуштил неколкумина агаријани да му се нафрлат на светиот маж и да го погубат, посекувајќи го со меч. Така, светиот Агатангел чесно пострадал, примајќи небесен венец од Христа на 12 март, односно 27 февруари по Стар стил, во 1727 година во градот Битола. Свети маченику Агатангел Битолски, моли го Бога за нас. Светите Марина и Кира Беријски, уште познати како македонски, се празнуваат на 12 или 13 март Нов стил или 27 или 28 февруари Стар стил, во зависност од тоа дали годината е престапна или не. Марина и Кира биле сестри кои живееле во македонскиот град Берија, односно Бер, во 4 век. Нивните родители биле благородни и богати, но сестрите, достигнувајќи полнолетство, го напуштиле домот и се оддалечиле од градот. Оградувајќи еден мал дел на земја, светите девици го блокирале влезот во нивното засолниште со камења и глина, оставајќи само мал отвор, низ кој им се подавала храна, и живееле таму под отворено небо. Носеле тешки железни синџири на телото и трпеливо поднесувале глад. 3 години вкусувале храна само поеднаш на секои 40 дена. Нивните поранешни слугинки дошле кај нив, сакајќи да им се придружат во подвижничкиот живот. Светителките ги сместиле во посебна куќа недалеку од нив и духовно ги раководеле, поттикнувајќи ги на подвизи, молитва и пост. Така тие се подвизувале цели 40 години. Својата осаменост ја нарушиле само за да отпатуваат во Ерусалим, за да му се поклонат на светиот гроб. За време на патувањето тие не вкусиле храна додека не се поклониле на светите места, а враќајќи се назад, исто така не јаделе ништо.
Сестрите зеле на себе уште еден таков подвиг, кога отишле на поклонение на гробот на првомаченицата равноапостолна Текла во Саврија. Светите Марина и Кира се упокоиле околу 450 година. Свети Марина и Кира Беријски, молете го Бога за нас. Света Кирана Солунска се празнува на 13 март Нов стил или 28 февруари Стар стил. Оваа прекрасна Христова невеста била од солунското село наречено Висока, денес Ависона, кое се наоѓа во Егејска Македонија меѓу Лагадин и Солун. Таа потекнувала од семејство на побожни родители. Била многу убава и водела скромен, чист живот. Но ѓаволот кој го мрази доброто и позавидел на незиното целомудрие и не можејќи да ја оскверни со срамни мисли и тајни непристојни дела, за орудие на својата злоба нашол агарјанин, јаничар, кој бил митарник во тоа село и ги собирал државните даноци, а кој бил ранет од сатанската љубов кон девојката. Тој почнал да ја ласка на разни начини за да ја доведе до својата цел, но девицата тоа воопшто не го прифатила. Потоа и ветил дека ќе ја даде пари колку што сака и дека ќе ја направи скапоцена облека. Но доколку повторно не се согласи и се заканил дека ќе ја изрече казна и конечно ќе ја предаде дури и на смрт. Но девојката имала голема љубов кон Христа и не попуштала на неговите дарови ветувања, ниту на неговите закани. Гледајќи дека не ја постигнал својата цел, јаничарот направил заговор со другите јаничари од неговата чета и тие насилно ја грабнале девојката и ја извеле на суд пред кадијата во Солун. Таму лажно сведочеле дека Кирана му ветила на јаничарот дека ќе го земе за свој маж и дека ќе ја прифати муслиманската вера. Кога светата девојка го одрекла сето тоа, турците упорно се труделе да ја убедат да го прими исламот, некогаш со ласкање и ветувања, а некогаш со закани. Но блажената Кирана застанала цврсто и го рекла само ова: Јас сум христијанка и го имам мојот младоженец Господ Исус Христос, на кому како мирас му ја принесувам својата невиност. Го сакав и го сакам од мојата младост и за неговата љубов сум подготвена да ја пролеам својата крв, за да бидам удостоена да живеам со него. Слушнете го овој мој одговор и не очекувајте повеќе од мене да ви кажам ништо друго. Кажувајќи го ова, таа замолчила и повеќе не сакала да одговара на нивните понатамошни прашања, туку ја наведнала главата надолу со голема скромност, како да се срами да погледне во машките лица, умствено молејќи се на незиниот младоженец Христос да ја зацврсти до крај. Во тој час незиното срце се исполнило со духовна радост и замислувајќи го во својот ум најсладкиот Исус, и се чинело како да е вознесена во рајот. Ги заборавила сите таги на овој живот и посакала веднаш да прими смрт за Христа. Турците, гледајќи ја незината молитвена обземеност и незиното весело лице, се засрамиле и ја ставиле во затвор, окована во синџири. Јаничарот, се уште гореќи од демонска љубов, отишол кај еден началник на тврдината по име Али Ефенди со бејско достоинство и го замолил да му нареди на затворскиот чувар да го пушта да влегува кај заробената девојка кога ќе посака и да ја мачи како што сака. Добивајќи таква дозвола, бесрамникот често влегувал во затворот и вршел многу насилства врзнеа со злобна упорност, или да ја принуди да исполни неговата волја, или да ја истошти. Еден ден со себе донели други јаничари, заедно да ја подложат светата маченичка на тешки маки. А таа, здогледувајќи ги, ја спуштила главата, го наведнала лицето, ги прекрстила рацете и ниту ги гледала, ниту им одговарала. Тие најпрво почнале со ласкави зборови и ветувања, но потоа, гледајќи колку е цврста и непоколеблива, започнале со мачењата. Едниот ја тепал со дрво, другиот со нож, третиот со клоци, четвртиот со тупаници,
оставајќи ја речиси мртва, а потоа заминале извесно време за девојката да може да се соземе, па се вратиле повторно бездушно да ја мачат. Така правеле со денови. А ноќе затворскиот чувар ја обесувал на таванот за рацете кои биле во железни окови и фаќајќи се што ке најдел, безмилосно ја тепал додека самиот не се изморел, а потоа ја оставал да виси така обесена во студот на лутата зима, која таа година била особено сурова. При едно такво мачење, еден христијанин кој добро стоел со чуварот, почекал погоден момент и кога забележал дека гневот на чуварот поминал, отишол и го молил да ја симне маченицата, а тој му дозволил. Таа пак имала толку трпение, смиреност и кротост, што изгледало како некој друг да страда, а не таа самата. И целиот нејзин ум и целото нејзино внимание биле во рајот. Во затворот имало и други затвореници, христијани, евреи, како и некои турци, кои го прекорувале затворскиот чувар дека нема милост и не се плаши од Бога, затоа што толку сурово мачал жена која ништо не му направила. Исто и христијанинот кој имал смелост пред чуварот, не престанувал, понекогаш со добро, понекогаш со укорувања, да го подсетува на Божиот суд и да му зборува да не ја измачува девојката. Но сатаната целосно му го закоравил срцето и колку повеќе го молеле, толку повеќе ја мачал. Јаничарите пак доаѓале да ја мачат во текот на денот. Многу пати прекинувале со измачувањата и се обидувале да ја дадат да јаде, за да не умре од глад, нудејќи и грозје, а понекогаш и урми. И бидејќи маченицата решително одбивала, тие сосила се мачеле да ја отворат устата, но не можеле. И христијаните во затворот многу ја молеле да јаде нешто. Но маченицата воопшто не сакала ништо да вкуси, зашто во срцето го имала пламенот на љубовта кон својот Господ и младоженец Христос, кој ја хранел и подкрепувал. Седмиот ден пак, кога дошле јаничарите и повторно брутално ја мачеле, трогнат од Божјата љубов, христијанинот кој често му зборувал на затворскиот чувар, почнал строго да го прекорува и му се заканил дека ќе му пренесе на пашата, дека тој пушта луѓе однатвор да доаѓаат и да ги мачат затворениците, што е спротивно на нивниот закон и дека такво нешто дотогаш не се случило. А и затворените турци многу го навредувале, нарекувајќи го неверник и убиец. Така, кога јаничарите дошле на редниот пат, чуварот не ги пуштил да влезат. Затоа тие веднаш отишле и му се пожалиле на Али бек, кој го повикал чуварот и го укорил за непослушност. Тој се вратил исполнет со бес, па ја фатил маченицата, ја обесил целата окована во синџири, зел огромно дрво и фаќајќи го со двете раце, почнал толку безмилосно да ја тепа светата Кирана, што од нејзиното тело течеле потоци крв. Сите затвореници почнале гласно да викаат и негодуваат, дури и турците. Одеднаш, додека маченицата се уште висела обесена, во затворот заплескала голема светлина како молња и го осветлила телото на маченицата, па се расширила по целиот затвор и го осветлила како внатре да влегло целото сонце. Тоа се случило околу полноќ. Христијаните почнале да викаат: Господи помилуј. Евреите паднале со лицата на земја заслепени од светлината, а турците извикале: Ах, судот на несреќната христијанка не снајде, молња падна да не изгори. А затворскиот чувар почнал да трепери од страв и му рекол на христијанинот да ја симне света Кирана на земјата. Кога христијанинот отишол кај неа, таа веќе била мртва. Тогаш небесната светлина се повлекла и зад себе оставила неописливо благоухание. Откако ја симнале маченицата и ги пресекле синџирите од телото и ја положиле на земјата, чекајќи да се растени. А утрото низ градот се проширила веста дека светата маченица се упокоила и за светлината што се појавила од небото. Турците се засрамиле поради убиството на оваа недолжна девојка и им дозволиле на христијаните да го земат светото тело на маченицата. Мнозина христијани отишле во занданата, со побожност ги зеле светите мошти
и честно ги погребале надвор од градот на христијанските гробишта. Потоа ја поделиле меѓу себе облеката на маченицата за осветување и спасение. Света Кирана пострадала во Солун на 13. март 1751 година. Света маченице Кирана Солунска, моли го Бога за нас. Свети преподобен Агапи Светогорски. Се празнува на 14. март Нов стил или 1. март Стар стил. Преподобниот Агапи бил ученик на еден искусен духовен старец во манастирот Ватопет во Света Гора. Еднаш отишол крај морето да си ги испере алиштата, а таму го фатиле морски разбойници, го одвеле и го продале како роб во Магнезија на еден агаријанин. Таму тој поминал цели 12 години во робство, секојдневно работејки вредно. Агапи со голема вира и со солзи деноноќно се молел на Пресвета Богородица, како што знае да го ослободи од тоа горчливо робство и макотрпната работа. Конечно, семилостивата брза помошничка одговорила на молитвите на својот слуга. Една ноќ таа му се јавила на сон и му рекла да оди кај својот старец без никаков страв. Кога Агапи се разбудил, видел дека оковите му биле паднати и дека вратата е отворена. Тогаш светиот разбрал дека тоа чудо го направила Пресвета Богородица. Затоа во истиот момент го напуштил домот на агаријанинот и отпатувал кај својот старец во Света Гора. Но кога го видел, старецот се растажил, мислејќи дека Агапи тајно избегал од својот господар, па му рекол: Дете, ти го измами агаријанецот, но Бога никој никогаш не може да го измами. Во денот на страшниот суд ќе треба да одговориш за парите што ги потрошил твојот господар за да те купи, за да му помогнеш во неговите потреби. Затоа, ако навистина сакаш спасение за себе, врати се кај твојот господар и служи му. Со тоа ќе бидеш вистински верен Божи слуга. И кога Бог ќе го просветли твојот господар, тој самиот ќе те пушти. Боголюбивиот и боговозлюбен Агапи, откако ги примил овие зборови на својот старец како од Бога, се вратил кај својот господар. Гледајќи го неочекувано, агаријанинот се зачудил и го прашал како заминал и зошто се вратил. Преподобниот му раскажал се детално. Агаријанинот се восхитил од доблеста на старецот на Агапи, како и од возвишеноста на христијанската вера. Но во исто време тој бил трогнат до дното на душата. И набргу, земајќи ги со себе Агапи и неговите два сина, отишол на Света Гора кај старецот на Агапи и го замолил да го крсти него и неговите деца. И така, правилно поучени во верата Христова, тие се крстиле, а подосна добиле и ангелски чин. И откако поживеале богоугодно во добродетелно послушание, се преселиле во Царството Небесно, да се радуваат со другите преподобни отци во Христа Исуса, кому му прилега чест и поклонување, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети преподобен Агапи, моли го Бога за нас.